Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е емисијата ТВ 103 со своето 102 издание, односно станува збор за специализирана радио емисија посветена за актуелни и квалитетни ТВ серии. А пред неколку години се случи Николас Виндинг Рефн да ја започне соработката со Netflix, која што резултираше со предолгата иштура серија Too Old to Die Young, во кое се нурна во мексиканското криминогено подземје и елита воедно, но во неговата нов ТВ серијски потват се држи до принципите на данското кримиокружување, кое што сме го запознале од периодот кога ги создаваше трилогијата Пушер, меѓутоа го кадрира во веќе истанчена неонска стилизација, која со годините ја стекна барем во последната деценија и ја надоградува и ја интегрира во сите негови форми. Така што во тој сетинг гнездува една поставка на модерен вестерн филм, односно сите тропи кои што се задржани од вестерн жанрот се реинтерпретирани во еден криминалистички трилер потфат, меѓутоа сепак основните чинители, односно двигатели на ова сценарио кои што ги поседуваат импулсите за да ги одиграат типизираните улоги, потекнуваат токму од вестерн филмот, во кој што една мистериозна девојка, која што поседува наводно природни сили, од која сите се плашат од незините способности, е во потрага по девојка на која треба да и се одмазди, но за да дојде до неја, најпрви мора да помине низ разновидни сомнителни ликови, ајде така да ги наречеме, од данското подземје. Станува збор за серијата Копенхаген Каубој, за која ќе ви говорам во првото издание, календарско издание, од годината на ТВ 103 за 2023. А на почетокот на емисијата имавме можност да слушнеме две композиции од бендот Red Mess, односно ја слушнавме Breathtaker и Deep Blue Fever. Тие се наоѓаат на албумот Breathtaker, кој што е ново нивно студиско остварување, а во продолжение ќе слушнеме и Extinction, која што исто така се наоѓа на овој одличен фуриозен албум од бендот кој што ни доаѓа од Лондрина, од Бразил, како што и самите можевте да заклучите, делуваат модерно во контекст на алтернативните рок-н-рол под жанрови кои што ги поседуваат, меѓутоа сепак во основа се психоделичен стонер рок бенд со влијанија од со хеби влијанија кои што ги носат можеби поблиску да бидат до Black Sky Giant или до бендови кои што Valley of the Sun. Таа паралела може да ја направиме со нивниот одличен последен албум Chariot, така што ги имаат таа моќна дисторзија и тој груви драйв кој што треба да поседува еден модерен стонер рок бенд, така што ја слушаме во продолжение и композицијата Extinction која што се наоѓа на Breathtaker. А доколку сакате да дознаете како и се влегува пред се во данското криминогено подземје, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 102-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетни и актуелни пред се ТВ серии, а денес ќе ви говорам за Копенхаген Каубој, која што е ноар трилер ТВ серија, ако повеќе сакате, односно неонуар, ако се врзе во контекст на жанровските тропи кои што доаѓаат во некоја си нова стилизација која подлегнува самиот нуар жанр од раните 40-тите, 50-тите години, кој што е установен и модернизиран тогаш од Вал Лутен, денес е ставен во контекст на данското подземје, меѓутоа сепак се базира и на неколку архетипи кои што се зачнати од вестерн жанрот. ТВ серија создадена од страна Николас Виндинг Рефн за продукцијата Netflix. Рефн претходно има снимено трилогијата Пушер, потоа го сними филмот Бридер, па замина да се прошета малку до Америка за да сними Fear X и Канада пред се, агресивниот Бронсон, култниот Valhalla Rising,
молчеливиот возач во Драйв е негов, исто како и уште еден вестерн кој што го ситуираше во Тајланд, Only God Forgives. Потоа фрли поглед во модната индустрија со The Neon Demon и сега тоа е неговото последно долгометражно остварување, а има работено во рамките на малиот екран на Агата Кристис Марпл, односно Немезис, потоа Too Old to Die Young и секако дека Copenhagen Cowboy, последното негово остварување, моделираше и за видеоиграта Death Stranding, па затоа и се појави како некаков си пријателски возврат и Хидео Коџима во неговата најнова серија преку Skype разговор кој што го водеше во една сцена со Златко Буриќ. Колку и да не ми е верно, ама овој јануари, кој секогаш ми е наменет за паузирање од емисиите и гледање на нови серии и слушање на нова музика, за да стекнам дополнителни познавања и искуства кои што ќе можам подоцна да ги споделам и да филтрирам тоа што сметам дека е квалитетот нив. Онмор го поминав во гледање на голем број на ТВ серии на Netflix, што е атипично за мене, што сум пропуштил, што ново, така што и самиот сум изненаден како така магично доминираше стримерот со моето внимание, но тоа се должи за тоа што се комплетни сериите таму, а останатите кабелски телевизии нели валат епизода по епизода и чекам да изгледат повеќе за да можам да ги гледам одеднаш, што значи дека бинџањето, барем за мене, е новиот јазик на гледање на ТВ серии. Тие често едночасовни, тие 6 пред се едночасовни епизоди ги објавија од Copenhagen Cowboy на 5 јануари, што значи дека се, за да се изгледа, ви се потребни 6 многу спори часа за оваа серија, односно покрај неа во јануари на Netflix се појавија и Shantytown, потоа The Dead 90s Show кој успеав да гледам, Ginger Ito Maniac Japanese Tales of Macabre исто така ја гледав, се појави француската Represent, италијанската The Lying Life of Adults, втора сезона имаше Alice in Borderland, се појави португалската The Endless Night, шпанската Against the Ropes, турската Шакмаран, документарната Breakpoint, како и одличната австријска ТВ серија која што имав можност да ја гледам, Woman of the Dead, што значи дека акцентот беше ставен на неанглиските серии ова јануари, а од февруари на стримерот се најавени научно-фантастичната акциона серија Lockwood & Co, комедијата Free Ridge, аниме остварувањето Make My Day, арапската The Exchange, италијанската The Law According to Lydia Poet, корејската Love to Hate You, полската A Girl and an Astronaut, португалската No Filter, шпанската In Love All Over Again, Community Squad и Триптих, документарните Gunter's Millions, African Queens, Ninja, Full Swing, Murder on Murders, Southern Scandal, како и британската Red Rose и Kank on Earth. Така што значи дека си продолжуваат со нивната понуда од 20 на просечни серии месечно. Сметам дека со барем тие сметаат дека со квантитетот ќе задржат нивни претплатници, што не знам дали е во ред на тој комодитет да се надеваат, наместо да се запрашаат дали важно е да се вложи можеби и во квалитет, така што февруари од ова понуда не ми го привлече ништо вниманието, освен тоа што односно новата сезона се извинувам на You е најавено дека првата половина од неја ќе биде објавена во февруари, така што тоа можеби е единственото нешто што ќе го погледам од оваа листа, ама затоа изгледа дури 4 серии од Netflix во јануари од стримерот, што е, сметам дека барем е доволно за некое време, барем во првиот квартал да ја попогнам таа моја потреба за гледање на овој комодитет на малиот екран. Во контекст на Copenhagen Cowboy стана збор за млада загадочна отпадничка по име Миу, глумена од Ангела Бундаловиќ, која што е во потрага на својата непријателка Ракел, глумена од Лола Корфиксен, откако со години го посветила својот живот на криминогената организација. Таа бара одмазда за
одмаздат на додека се движи низ запрепастувачкиот криминоген подземен свет на Копенхаген, навраќајќи се на своето минато и пред се низината поврзаност која што ја има со Ракел, но за таа одмазничка одисеја дознаваме дури во последната епизода, затоа што Рефан не сака да ги обелодени сите своји карти уште во првата епизода, ниту во втората, ниту во третата, така што мистеријата ја чува како најголемо богатство во неговата серија. Уште во првите кадри, кога ќе почнат ликовите да говорат добро вече, ќе согледате дека голем дел од приказната ќе се одвива за и околу мигрантите кои што се присутни во данското општество, односно во дадена ситуација ќе бидат во прашање српски мигранти кои што се има населено во Данска, кои што се како и делови од српската мафија и од албанската мафија која што е таму, односно припадниците на балканските мафиски кружоци, меѓутоа покрај нив има една фракција од кој се разбира дека составен дел од имагинарното данско подземје, меѓутоа има една фракција која што ја содржат, се извинувам, аристократските данци, например, како еден нивен антипод, кој што исто така немаат чисти раце во бизнисите кои што ги раководат во дадената ситуација, имаат бизнис со свињи, како фронта, во позадина не знаеме што точно се случува, меѓутоа покрај српските и албанските мафии имаме и азици, односно имаме и азиска мафија која што е инволвирана во ова мешавина на подземјето во Данска, ма што ти нема, едноставно се е испреплетено помеѓу себе и сите си имаат своја територија која што си ја бранат, се додека не си стапнате ни на другите и започнете на војна помеѓу мафиите, на чие што средиште ќе се најде токму Миу, која што сите мафијаши така магично нивните шефови се запознаени со низините способности пред се моќи кои што ни се дадени. Знае знае Рефан да стави артистички апсурдни побуди, посебно кога е во прашање искомплексираната данска аристократија, само за да ја хипертрофира таа постоечка лудост која што е проминентна таму. Имаме криминалци од секаков тип кои што си имаат своји доктрини кои што ги наметнуваат во контекст на раководењето со белото робје во дадената ситуација и проституцијата со кои што владеат тие кинески мафии, српско-албански мафии и данска квази аристократија. Уште во јули 2022 беше објавено дека Netflix ја одобрија серијата, иако претходно со принципијалната фотографија, односно веќе започнаа да снимаат во Копенхаген уште во есента 2021 година, за во април минатата година да биде завршено пред се снимањето, а премиерно се прикажа на Венецискиот филмски фестивал на 9 септември и си доби едно обвинување од ПЕТА за убивањето на свињите во серијата, за потребите пред се на серијата, а дури постои документарец Copenhagen Cowboy, Night Call with Nicholas Winding Refn, кој што се уште не сум имал можност да го пронајдам и да го погледнам. Покрај овие генерали кои што можам на почетокот на емисијата да ги посочам, ќе ви ги напоменам и насловите на епизодите кои што гласат Mew the Mysterious, Vengeance is my name, Dragon Palace, From Mr. Chiang with Love, Copenhagen и The Heavens Will Fall е финалната епизода од првата сезона на Copenhagen Cowboy. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушнеме неколку композиции од моќниот бенд Void Cruiser, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Хелсинки, од Финска, така што од Бразил на музички план патуваме за Финска. За потребите на оваа емисија ќе имаме еден прилично интернационален состав на изведувачи, со тоа што од финците ќе слушнеме композиции кои што се повторно во рамките на алтернативниот рок-н-рол звук, меѓутоа тука има многу повеќе фаз, има многу повеќе дезерт рок, има шугейс елементи, дури има и пост-метал дисторзии и рифови кои што се во некаква си магична комбинаторика со space rock елементи, така што Void Cruiser си поигруваат со
прекрасна, моćна стилизација, која што може би е поблиска до бендовите Sons of Arrakis или па Lowrider, едноставно многу помоćни од тоа што можевме почетокот на емисија да склучнеме, меѓутоа се гледаат и метал влијанијата кои што ги имаат, меѓутоа и од друга страна моćниот пустински звук кој што доаѓа од една од најладните европски земји, од Финска, така што уживајте во парадоксот кој што го нудат Void Cruiser, односно ќе слушнеме од нивниот најнов студиски албум Call of the Void. Ги слушаме доколку имаме, се разбира, време за Dragon's Tale, за The Overgrower и Sleep Through Winter. Доколку имаме време ќе слушнеме Параја, доколку немаме ќе скратиме тука. Уживајте во Void Cruiser. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 102-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во денешното издание ви говорам за Копенхаген Cowboy. Имено во овој сегмент на емисијата сакам да продискутирам пред се за ликовите, односно за актерите и актерките кои што ги глумат, а серијата е предводена од Ангел Бундаловиќ, односно таа ја знаете од ТВ серијата, од европската верзија за The Rain. Таа ја глуми Миу, односно таа е мистериозната девојка која што очигледно дека сите припадници на данското криминогене подземје се запознаени со незините способности пред се за исполнување на нивните неискажани желби, па затоа секој има корист од незиното појавување пред се во нивните животи, но таа исто така ја користи за да дојде поблиску до незината непријателка, нели, за да се одмазди. Ангела во незиниот перформанс ги штеди зборовите, меѓутоа доволно е да биде препознатлива баш како во секој миг која ќе се појави со незините тренерчиња и незината мистериозна поставеност во контекст на кадрите каде што ги плени шефовите на криминогените подземја, така што самото незина појава и присуство во секој кадар значи дека некаков надприроден елемент е во опфат. Ли Жанг ја глуми мајката Култа, односно таа е можеби единствената која што на прв план го оддава впечатокот дека многу и мисли добро на Миу, меѓутоа со текот на време да се покаже дека и таа само сака незината ќерка да си ја присвои рацете од незиниот татко по секоја цена, така што без Миу да знае ќе биде искористена за да ја направи сделката со мафијашите, така што тука се доаѓа до заклучокот дека во светот на Рефан сите ликови се со нивните задни намери, еден од нив е и Андреас Лике Јоргенсен, кој што глуми Никлас, односно синот во аристократското данско семејство, кој што кога ќе стави кожни ракавици на себе и сече во раката е локалниот джиало убиец, меѓутоа до крајот на серијата ќе подлегне на една страшна деформација на неговото тело, кога ќе биде понуден како оброк на свињите во токму од неговата фарма, односно фармата на неговите родители, па на магичен начин ќе ја оживее својата сестра за да биде ставена во погон како еден своевидна замена на антагонистот на самата серија, преземајќи од улогата на убиецот кој што ги остава дуговите на неговите жртви да роварат на имотот. Така што Никлас се наметнува на почетокот на серијата како првичниот антагонист, меѓутоа е заменет од неговата сестра, а Джейсон Хандил Форсел го глуми Чианг, односно тој е предводникот на азиската мафија, се извинувам, кој што е таткото на ќерката на Хулда, кој е бескрупулозен, ама има ужасни мигрени и како исполнување на неговата желба е за нивно странување од страна на Миу, ќе ја предаде својата ќерка на мајката како соодветен возврат за решавањето, односно за отстранувањето на мигрените кои што тој ги поседува. Рефан ги бира да изгледа токму на тоа што представуваат актерите, кои што некои од нив за прв пат се појавуваат пред камера, меѓутоа важно е нивниот став, односно нивната поставеност во кадрите, уште од првиот да
асоцираат на тоа што треба тие да представуваат, така што веќе 50% од борбата е добиена за самото тоа што ќе се појави Джейсон во кадар и знаете дека тој раководи со азиската мафија. Секако дека тука е неизбежниот Златко Буриќ, односно кој што глуми Мирослав. Српската мафија мора да има свој представник, кој што одлично го глуми мојот харизматичен имењак, кој оваа година си доби и европски Оскар за Triangle of Sadness на Рубен Ослунд, ама Рефн ги користи неговите услуги уште од трилогијата Пушер, така што Златко е еден харизматичен мафијаш кој исто така е запознаен со моќите на Мију и тој воспоставува и повикнали до авторот на Death Stranding, до Хидео Коџима, да го извести за појавувањето на Мију, за кој што дури и самиот Коџима е запознаен. Емил Ксин Тонг Хан глуми Ај, односно ќерката на Чијанг, и десната рака на Чијанг, односно Јинг. Хок Кит Ченг ја презема улогата на помошникот на мафијашот. Духот кој што во поголем дел од серијата огледаме како се шета на имотот на данската аристократија е духот на Симона, која што ја глуми Валентина Дејановиќ, кој дух кој што може да го погледне Мију на самиот имот и на тој начин знае дека таа е почината. Покрај неа го имаме и Рамадан Хусеини, кој што глуми Андре, односно синот на Росела, кој е шефот на албански мафијаш, кој што има свој кич турбофолк видеоспотови на кои што го рекламира доаѓањето во Данска за сите кои што посакуваат да имаат подобар живот во западниот свет на Европа, кој си раководи со бело робје надвор од својата кариера. Секако дека тука е испомнатата Росела, односно глумена од Драгана Милутиновиќ. Таа е матриархатот кој што раководи со српската мафијашка единица преку која што ја носи во својот дом барем привремено Мију на почетокот на самата серија. И секако дека тука е Ракел, односно Лола Корфиксен, ќерката на Рефн од реалноста, која што е всушност сестрата, која што ја живува со капка крв нејзиниот брат Никлас, со кој што треба физички да се пресмета од млазничката Мију. Секако што не ги забораваме во серијата Славко Лабановиќ, кој што глуми Душан, помошникот на Мирослав, кој ќе биде скротена страна на Мију. И секако во контекст на данското семејство имаме Флер Фрилунд како Джесика, Николас Вин Грифен се појавува како Јорген, Марија Ерволтер е Беате, односно таа е згодната мајка на Никлас, со која што имаат еден латентен квази инцестуозен сооднос, и секако да не го забораваме таткото Микаел. Томас Алгрин го глуми овој лик, кој што е таткото на Никлас, кој е белосветски ебач, условно кажано, кој сака да му го дизајнира неунишливиот гигантен пенис на својот син, откако свињи ќе го изгрицкаат на парчења и на тој начин смета дека ќе ја врати одземената машкост и ќе го реставрира неговиот син со оглед на тоа што смета дека неговото дете треба да застане во неговите стапки, односно да ја наследи неговата квази империја која што тој ја оставил зад себе. Така што се прилично искомплексирани данските ликови кои што се прикажуваат во оваа серија и е еден вид на скруденизирање, односно сатира која што си поигрува Рефн со ова самопрогласено, што ја посочам, аристократија, како што можеби Буњуел си играше во неговите филмови со селските аристократи, на истиот тој начин си поигрува во надреален манир, се разбира, и самиот Виндинг Рефн со прикажувањето на оваа квазиданска аристократија. Меѓутоа има голема плејада на ликови кои се појавуваат и исчезнуваат во рамките на серијата, меѓутоа линкот кој што ги поврзува сите овие мафии е Мију. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение ги слушаме Самсара Joyride, односно ќе слушнеме три композиции кои што се наоѓаат на нивното истоименно албумско остварување, значи Самсара Joyride, на кое што
ќе слушаме Kingdom of Fear, првиот дел од оваа композиција, односно има две, кои што го носат овој наслов, потоа ја слушаме Who Am I и Shadow of a Man, како едно прашање и одговор. А Samsara Joyride е бенд кој што ни доаѓа од Виена, од Австрија, значи станува збор од Финска, се селиме овој пат во Австрија, станува збор за бенд кој што е она класична формација под силно влијание на блуз елементи, класична формација на heavy psych, која ќе посочам, односно тоа што е дисторзиран стонер рок, психоделични влијанија кои што поседува во себе и пред се комбинацијата помеѓу блуз и heavy metal преточена во овие австријски музичари, така што некаква си аналогија може да се направи помеѓу Green Hawk Band, помеѓу The Ugly Kings, така што ова е некоја си комбинација каде што блуз елементите се со силно влијание врз музичкиот израз кој што го има Samsara Joyride, кој што ќе во очите уште од првиот риф кој што ќе слушаме. Така што во продолжение на емисијата слушаме Samsara Joyride и потоа ќе се вратам во да ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата Copenhagen Cowboy. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 102 издание посветено на ТВ серијата Copenhagen Cowboy, додека вие ја слушавте музиката која што ја избрав за комплементарна да биде во контекст на самата ТВ серија. Имав можност да погледам документарецот Night Call with Nicholas Winding Refn, кој што е наменет за снимањето пред се на ТВ серијата Copenhagen Cowboy, иако тој негира дека тоа е behind the scenes снимки, ги има во изобилие, односно тој може би на најдобар начин во интервјуата кој што може и погледнете посочува дека ова е всушност серија за која што каубојот се има заспано и се разбудил во рамките на Данска. Меѓутоа, за самиот крај на емисијата сакам да напоменам неколку спецификации кои што се значајни, односно кои што сметам дека се круцијални да подлегне и оваа серија на овој екземплар кој што го наметнувам на секоја анализа. Имено има прекрасна неонска најава како што заслужува оваа серија, во која што визуализацијата е нели најсилно орудие на оваа серија, налик најавите какви што се од American Gods и Hannibal, кои што остануваат во сеќавање и погледањето на серијата во контекст на тоа дека еден режисер ја работи, Николас Winding Refn стои зад неа, ги режира сите епизоди и многу важно е тој да е на чело на кормилото, затоа што баш неговата сингуларна визија мора да биде применета во сите епизоди, заради тоа што доколку некој би си поиграл со поставката, тој не би имал можност нели да експериментира со визуализацијата и да дојде во овој амалгам, како што и самиот знае да го нарече, помеѓу бајковидните елементите, хорор тропите, неонуар, криминалистичкиот трилер, едноставно сето тоа што би требало да представува некаква си негова визуализација на подземјето во данското криминогено окружување го има доловено во на најдобар можен начин во високо естетизирана и стилизирана форма како што тој веќе се изразува во последните 15 години. А музиката, од која што ќе имате можност на крајот на емисијата да слушнете извадоци, ја создаваат композитори кои што во текот на неговата кариера постојано соработувал, буквално добивате greatest hits од сите негови соработници низ неговата кариера, така што ги имате и Петер Петер и Петер Кајет, кој што соработува на Pusher трилогијата, го имате подоцна авторот со кој што соработувал Drive на и Only God Forgives, односно Клиф Мартинес, со кој што работеше и на претходната ТВ серија, секако Джулиан Виндинг се извинуваме, може би последниот негов соработник, така што од најразлична деценија ги повлекува композиторите за да дадат нивен отчет на препознатливиот пред се синтвейв за доловување на футуристичкиот звук на синтесайзерот, кој што посочувам уште еднаш на крајот на емисијата ќе имаме можност да слушнеме неколку извадоци од самиот скор. Поглед на
сценографијата се снима во магацини, се снима во штали со свињи на имотната фамилија и нивните раскошни предсе вили на данската аристократија, до кинески ресторан кој што е симулиран, до широки пространства на канцелариите на Буриќ, преку магацините на азиската мафија, каде што се наоѓа, сите се разбира осветлени со ледови во боја, со неон, односно со магента и виолетови аспекти, со широки интериери пред се во кои што тој ја движи камерата на шини. А фотографијата ја работи Магнус Норденхоф Јонг, односно тој е снимателот на филмот Hold the Dark и Lean on Pete, значи Инди остварување има зад себе, кој што во секоја сцена успеал да стави неонско светло, магента и виолетово на секаде да блика, во секој ходник, во секој зид со по еден поделен екран, има дури и во неонска верзија на Последната вечера со мафијажите, така што од прв кадар знаете дека гледате серија на Рефан, тоа нема да го утнете, бидејќи врвна е хиперстилизацијата во поглед на самата фотографија и кадрирање. А во поглед на монтажата ја работа Оливија Буч Кут, се извинувам, Алан Фунч, Оливија Нергард Холм. Тие ја монтира секупната серија, од која што како и Too Old to Die Young и воопшто сите негови филмови на Рефан се ултра спори, значи немо стојат во средиштето на кадрите неречитите ликови и всушност секој од неговите филмови има еден лик кој што е некое олицетворение на авторот, како што тоа Микелсен беше во минатото, како што тоа Гослинг е во средиштето на неговата кариера, така и Анджела, односно Миу е некаква женска итерација на самиот автор во самото дело, која што стои здравена во кадрите, во голем дел од нив е како да месечари во сцените, меѓутоа е физички активна и се пресметува, значи има двете екстреми во незината поставеност насреде кадрите, кои што траат затоа и кадрите прилично долго, така што цела серија е во една пролонгирана оддишка за да долови некаков си дански Твин Пиксовски кошмарен свет во кој што Рефан ги повива неговите ликови. Поглед на костимографијата и шминката, Миу ја забележуваме во тренерки, тие се незиното одело, незиниот армор, незиниот оклоп, додека останатите се кинапирани и останатите ликови како неа се кинапирани од вонземјани во иста облека, а мафијашите се во кожни палта, дел од нив се во одела, во зависност од тоа во која фракција и тие всушност се присутни и припајаат, така што има поголем дел со поигрување со елечето кој што го има и пред се тренерките кои ги има Миу на себе како еден вид на униформа, како една сина верзија на Ума Турман од Kill Bill, така што тука таа ги има тренерки како некакво одело во кое што таа е препознаена и не само таа, туку и сите други кои што биле во допир со вонземјаните, додека сме кај надприродното, имаме моќ за остварување со желбите, ги имаме вонземјаните, имаме оживување пред се на незината полусестрата на Никлас и незината всушност сестра на која што ја иницира од маздата со капка крв, така што имаме и надприродни елементи, а во поглед на хумор и еротика има сувопарни обиди за хумор, конкретно во монструозниот пенис секако дека е еден од нив, а еротика освен во допирањето на себе си од страна на мајката нема, без разлика што се работи нели за белороби и за проститутки, серијата нема намера да оди на тие аспекти. Има неонски одблесоци кога ја движи раката Миу, што сведочат за визуелни ефекти, меѓутоа повеќето се во камера и се со игра на светла и со низините декорирање на незиното лице, има во поглед на маска, односно со цветовите кои се рефлексија на тапетите со цветови кои што се наоѓаат зад неа. Има флешбек кон младата Миу која што ја глуми, има поделен екран за тајната вечера, има кошмари кои што ја прогонуваат. Жанровски, како веќе ви напоменав, ова е еден неонуар вестерн ставен во рамките на криминалистичкиот трилер со хорор елементи и со елементи од бајки кои што се неизбежни за профилирање на неговите ликови.
стилизирани јазик кој што се говори албански, српски, дански и англиски, како што можете да слушнете од самата најава на серијата. Поглед на недостатоците, колку и да е убава за око, истиот проблем го има како и сите филмови на дислексичниот Рефан, кому диалогот му е неважен ако изгледа убаво, и тоа е аномалијата која не ја надминува, затоа што со занемарувањето на драматургијата имаме убави подвижни слики, ама филмската уметност не смее да биде шуплива, па да пополнуваме дупки со неумесни тропи, односно неумесни стилизации за кои не име место во образложенијата, со оглед на тоа што мистеријата ја развлекува тенко до таму докаде што може, и секако дека гледливоста трпи поради спориот ритам кој што тој го наметнува, кој не е за сечи вкус. Поглед на континуитетот на епизодите, без разлика што се спори, секоја епизода е кај различен мафиски кружок, така што не е монотона во тој аспект, ако се помирите нели на бавниот говор и движење кој што го поседува. Поглед на градењето на ликовите, на молчалива протагонистка, имаме и карикатури од споредни ликови, чие што минато не го знаеме, ама знаеме дека се шефови на мафиските кружоци, така што доволно е само да наликуваат на тоа што треба да представуваат и со многу малку да долова многу повеќе. А во поглед на аналогија, ова е оригинална ТВ серија која што е слична, се разбира, со Too Old to Die Young, претходната серија која што работеше Рефан, потоа The Valhalla Murders, секако Twin Peaks, True Detective, Вероника Марс, Перри Мейсон, Джесика Джонс, Фарго, Мистер Робот, има исто така силна естетизација која што Есмаил ја поседува, која е аналогна и од прв кадар знаете дека гледате серија на Рефан како што гледате на Есмаил. Boardwalk Empire, What If, Trapped, The Chestnut Man, Pagan Peak, Fortitude, The Bridge, Before We Die, Калейдоскоп, Devil in Ohio. Значи криминалистички пред се ТВ серии со природни елементи и загадочна атмосферата, гледливоста е дискутабилно во зависност на трпението и желбата за уживање во спорите кадри на Рефан, односно Slow Cinema, која што тој ја потенцира и убедливоста за мене е постигната. Во последната епизода Златко и Коджима ги слушаме како дискутира дека Мију е во одмазнички поход, таа си ги собра истомисленичките и крајот останува отворен затоа што предстои една пресметка, така што не изгледаат завршени работите, барем за мене, во епилогот. Доколку треба да се даде некаква си евалуација, 8 од 10 би била некоја си цифра која јас би ја посочил дека е најсоодветна во контекст на вреднувањето на оваа ТВ серија. Продолжение, сега за сега не гледам продолжение во најава, така што може Рефан да направи некоја си друга серија за Netflix, не мора оваа да ја продолжува, што се однесе до мене, иако дефинитивно беше многу погледлива од Too Old to Die Young, и сметам дека си има пронајдено некаков си ниш на ТВ серија кои што најмногу нему му одговараат за стилизацијата која што ја поседува. За самиот крај на емисијата да напоменеме неколку настани на кои што може да присуствувате во контекст на промовирање на културата во нашата мила држава. Промоција на ведра на Јулијана Величковска имаме во културно-информативниот центар оваа сабота во 18:30, секако ни престои и на 4 февруари Земјотрес, 11-тото издание во Младинскиот културен центар со почеток во 19 часот, на кој што ќе присуствувам. Секако да не заборавиме дека Марс ја продолжува неговата серија на настани на буква започнувајќи од утре. Во петок Livewire свират во Браво, тотално опуштање имаат во сабота концерт на промоција на албумот Летечки булдожер во Младинскиот културен центар во 21 часот. Livewire прават трибют на Металика во Биртија оваа сабота во 21:30. Ешпран свират во Браво во сабота исто така во 22 часот, и 21 февруари 19 часот Dead Before Dishonor и Trendkill настапуваат во Охрид, односно во
во Центар за култура Глигор Прличев. Така што ова се накратко настани кои што допираат до рамките на културата кои што сме заинтересирани за промовирање на во рамките на ТВ103 на канал 103. Вие го слушавте 102-то издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализиравме Копенхаген Каубој. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.